зар не? Сите ние поседуваме визија за подобар опстанок во непосредната околина. Неуморно сме дел од бројни организации, се со цел конструирање средина за нас и со граѓаните. Во соработка со Македонски центар за граѓанско образование, локалната самоуправа и МИМО, беа изготвени активности на ниво нашата општина. Одделно беа анализирани поедини иницијативи, на кои делумно е почната реализација. Засегнати од природата и промените кои се случуваат во неа, ние придонесовме за заштита на истата. Нашите замисли ги остваривме со поставување корпи за отпадоци и клупи на прометните подрачја во склоп на спортската сала Младост. Како адолесценти, со ентузијазам, полни со желби за нови проекти, повекуваме на рационално размислување и свест кај народот. Како еден од предлозите беше основање на центар за младите со бројни забавни активности кои ќе се одржуваат и ќе бидат достапни во истиот. Како млади граѓани, ние имаме потреба од градски парк. Нашата цел со изградбата на овој парк е да овозможиме место за опуштање и шетање на граѓаните на град Неготино. Ние како млади бараме да се исчисти кеот, односно шеталишето до првиот мост. Учениците колку толку ме познаваат, доколку имаат било каква потреба за било што, знаат каде да ме најдат, стоам на располагање за било каква соработка со учениците. Јас придонесов за една многу почиста околина, за град кој што ќе представува солидно место за живење за едно население и град кој што ќе биде поуреден и постреден, во кој ќе преовладува зеленилото и природата. Јас придонесов позитивна промена во градот во кој живеам. Многубројни интересни нови активности, како и за младите, така и за постарата популација, како и за разубавување на надворешниот изглед. Јас придонесов со давање на своја идеја, со застапување и промоција на мојата идеја пред моите врсници, со презентирање на идејата пред општината и помош при реализација на истата. Со оваа акција се слушна гласот на младите во општина Неготино и нивната визија за подобар град.